8 септември 1991 година мнозинството од граѓаните над 95% се изјаснија за самостојна и суверена држава. Независноста дојде во еден бурен историски процес исполнет со многу искушенија и потешкоти, се сеќаваат дел од актерите на тие настани. Одлуката за референдум собранието ја донесе на 6 август, имаше идеи независноста да се прогласи со уставен закон, вели тогашниот председател на првото повеќепартиско собрание Стојан Андов. Тоа беше една зборувачка работа која можеше никој во светот да не ја признае. Најголем дел од тие што мислеа дека не треба референдум, вечерта на 8 се најдоа како централни личности кои слават. Па јас не бев затоа што така бевме договорени да направиме еден демарш на друго место, да се избегнат некои можности, тешки последици за државата и така. Академик Никола Клюсев, председател на тогашната експертска влада, зборува и за чувството на носталгичност на одредени слоеви за обстојување на југословенската заедница, но во модифицирана форма. Тогаш веќе почна убавите стрели на контрабавштајната служба, осудувајќи владата како сецесионистичка, националистичка, која сака да се отцепи од Југославија и така натаму. Како важен момент за едината на државата според Клюсев и осуетувањето на обидот на Милошевиќ и Мицотакис за состанок на балканските држави во Атина, инициран само 4-5 дена по референдумот. Делегацијата што тој ја предвидел во Софија и Букурешт резултирала со разубедување на бугарските и романските раководители дека состанокот во Атина е истиот оној од Букурештскиот договор 913-та. Григоров предложи да ние одводно да одиме. Ја инсистирав тој да оди. Некои новинари, ваши колеги, замисли какви невкусни изјави давале, кој му даде право, на примерот, да ја продава Македонија на Бугарија, замислите. Неколкумина од раководството вели Андов имав нејасен став што понатаму. Особено беше значено изгласувањето на уставот што се случи на 17 ноември. За меѓународното признавање на државата особено беше важна декларацијата за дисолуција што во декември ја донесе Европската заедница. Специјално формираната Бадинтерова комисија позитивно ги оцени само Словенија и Македонија, но признавање сепак добија Словенија и Хрватска. Бидејќи се јави Грција, која ставаше прибедба за Македонија, тогаш и беше формирана таа така наречена Бадинтерова комисија, која ни даде нам сугестии да донесеме 2 амандмана на уставот, со кои ќе ги отстраниме резервите на Грција и ги донесовме. Сепак тоа не беше доволно. Сенка на случувањето околу македонската самостојност фрлија бојкотот на референдумот на дел од албанското население и неподржувањето на уставот. Соработката во владата со министрите албанци, се сеќава Клюсев, била коректна. Вечерта на 8 септември, вели тој, реки народ се слива од сите страни на плоштадот. И тога јас еднаш, 2 пати се јавував на председателот Григоров да слегне одводно. Дори 3-тиот пат се сложи и излеговме на бината. И тога се отвори шампајнско да се прослави независната рожба. Засрамени останаа некои личности, што не можеше да ги видиме на бината. На жал, тие личности денес се челници. Многу од нив ги нагаѓа во разни кафичи или негде патува. Бугарија беше првата што ја призна независноста, следуваа признавањето од Турција, Словенија, Хрватска, Русија. Во 93-та Македонија стана полноправна членка на Обединетите нации, но под референцата ВЈРМ поради грчкиот притисок околу уставното име.